имавте протести против поскапувањето на струјата во повеќе градови во Македонија, одборите кои што ги организираа протестите. Вчера синоќа во Тетово има состанок. Кој е исходот од средбата и кои се понатамошните чекори? Па во средбата се договараше да искочиме сите со истите барања, значи иако тоа беше случајот и на првиот протест, но сепак значи одлучивме да ги прошириме малце, особено во четвртата точка, каде што сме барале да се креира едно независно тело за арбитража, за да се проверат квалитетот на услугите и на производите на енергетските компании. Така да одлучивме да бидеме поспецифични што тоа значи. Значи какви поплаки ќе се адресираат, на кој начин, кој ќе треба да ги направи. Така да вклучивме некои од барањата од групата од Скопје кои некако беа дел од нашите барања, но не беа специфицирани во како такви. Значи сега градовите што протестира минатиот четврток, на тие градови ќе се придружи исто и Кичево, а работиме напорно значи и Струга и Битола исто така значи да се кренат на оваа тема. Вчера за тоа се разговараше со цел да имаме повеќе реакција низ целата земја, да не биде само во дел од земјата, да не биде само северно-западниот дел на државата, него треба ова веројатно сите граѓани во земјата плаќаат скапа струја, значи скапи сметки, затоа мислам дека е многу важно низ целата земја да има вакви реакции. Да ни кажете, еве, да ги повторите кои се барањата, кои што нели ги кажавте на самиот протест, и она што рековте дека ќе го проширите, тоа рековте дека од некоја невладина е на некој начин вметнато кај вас. Вака, значи барањата остануваат тие истите, значи треба да се укине или да се значи ова поскапувањето да се поништи и понатаму значи да се намали цената на струјата, поради тоа што во време на пандемијата граѓаните се тешко погодени. Има голем број на граѓани кои остана и без работа и без никакви приходи. Затоа е многу важно значи во овој момент за да се задоволат апетитите на некои корпорации, да не се удира по џебовите на и така сиромашните граѓани. Второто барање е да му се иземе правото за монопол за услугите на електростопанството на компанијата ЕВН, пошто моментално тие ги вршат услугите за дистрибуција, со тоа што да дојде значи до подобри услови, подобри услуги и за граѓаните. Третото барање беше значи да се креира, усвари да се укине регулаторна комисија, поради тоа што еве веќе и овие денови самите тие покажа и докажа и признаа дека работат само за интересот на компаниите. Нели рекоа дека струјата може да се намали, поскапувањето да се измени, да се поништи или да се намали само со барање на компаниите. Значи тоа е јасна слика дека за кого работат тие. Затоа треба да се укине такво тело, поради тоа што нема некој контрабаланс кој ќе ги брани граѓаните од такво мафијашко здружение. Владата вика дека се тие независно тело и не може да ги контролира, но кој ги брани граѓаните во тој случај? Значи ако не владата, ние сме порезни обврзници и граѓани на оваа земја, кој не брани нас од такви независни институции кои кога ќе им текне ќе ги покачат цените на струјата поради тоа што компаниите сакаат. Значи затоа треба да се укине ова. И четвртото барање беше тоа креирањето на тоа независно тело, арбитрарно тело, значи што ќе ги провери, како што реков, не само квалитетот на услугите и производите, него и некои од поголемите проблеми и поплаки што граѓаните ги имаат. Медиумите веројатно до сега многу пати известувале, но и граѓаните, значи цело општество е запознаено со долгите редови за плаќање на една сметка, значи нехуманото однесување, некоректното однесување на овие компании кон потрошувачите, кон граѓаните.
а уште полошо е што ако некој има некоја поплака не знае ни кај да ја адресира, значи луѓето и плаќаат сметки кои не се потврдени, сметки, големи сметки во време кога тие биле надвор од државата и се вратија. Значи има многу проблеми кои мора ова арбитрарно тело да ги спроведе, да ги контролира, да ги решава на некој начин. Тетово е организирано од група активисти, значи не организацијата Еко Герила не е дел од организациониот одбор, како граѓанин и граѓански активисти, јас сум дел од тоа, но не организацијата, за да бидеме јасни. И другите активисти, значи има и од други организации кои исто така не ги представуваат организациите од каде што доаѓа. Значи ова е нешто друго, ова е нешто по-генерично. По некои други градови разбравме дека се организирани од страна на група навијачи или организации пак, значи, но сепак секој град си има своја независност, автономија, така да кажеме, да се организира како што сака. Важно е да се организираат. И многу е важно, значи, да се држиме до истите барања, за тоа што мислам дека се посеопфатни и поозбилно е кога ќе излеземе со истите барања. Затоа се координиравме вчера во Тетово, а неделава, веројатно во четврток, ќе се обидеме за друг таков настан некаде у Скопје или у Куманово, за да се видиме и со групата на Битола и на другите градови што сакаат да се активизираат на ова прашање. Она што го кажавте, независно тело, таа одлука е вчера донесена, така? Одлуката За независно тело, арбитражно тело. Не, тоа беше како наша четврта точка, само што сега ќе содржи специфични цели, значи каква улога да има тоа независно тело. Значи тоа го имавме ние на првиот протест. Да, сакаме да прецизираме, но без да ограничуваме. Значи ќе додаваме што треба да прави, без да ограничуваме на тие неколку активности. Поради тоа што има многу поплаки, има многу барања што да се внесе во барањата. Сепак, значи, тоа тело ќе треба некако да ги контролира, да ги спроведе, да ги разработи некако. Дали тоа тело можеби ќе значи, за што прекинав, да ја замени таа регулаторна комисија со поголема, да речеме, независност, ајде? Па мислам дека тоа тело ќе треба повеќе да се занимава со квалитетот на производите, пошто регулаторна ги регулира цените. Ние баравме да се укине регулаторна, мислиме дека комисијата за фер конкуренција или како се вика, не сум баш сигурен, таа комисија може да ја направи работата на регулаторна, при тоа без да работи само за интересот на корпорациите, него да работи и за интересот на потрошувачите. А во друго време, значи, ова тело треба да работи како, не знам, како комисија некоја што ќе ги контролира овие поплаки, да види зошто се случуваат работите што се случуваат и зошто се случувале. Значи има луѓе кои не плаќаат струја со години наназад, а има луѓе кои за две сметки ќе се исклучат од мрежата. Значи има некоја голема неправда. Постојат сомнежи и информации дека дел од струјата на тие што не плаќаат, ја плаќаме ние што плаќаме. Значи, а сепак долгот кон нив не е избришан. Значи сепак тие пак се на некоја камата, на некој долг, се борат со извршители горе-доле, а од друга страна, значи, нам ни се доделува некако, не знам, на каква пресметка се прави, значи да сите ние тие губитки, ако можам да кажам така, што ги трпи компанијата, значи ако што не ги собира парите, ние им ги даваме, пошто ни ги стават у сметка. Само што проблемот е пак и долговите продолжуваат да бидат активни. Значи, вакви работи треба да контролира телото. Уште едно прашање, Ранит, кои се вашите следни чекори, рековте, состаноци, дали се најавуваат нови протести? Да, секако. И тоа што рековме во првиот протест дека ќе биде по една недела, значи ние планиравме за четврток да ни биде следниот протест, но вчера одлучивме да биде петок навечер, или зависно од температурите како ќе бидат, ќе одлучиме точно време, поради тоа што има низ повеќе градови, значи по
да кажам, послободни се луѓето во петок навечер, поради тоа што завршиле со неделните обврски работи и така натака, и може да искочат, пошто имаше многу луѓе што сакаа да бидат на протест, а не можеа. И за овој протест планираме нешто различно, значи нема да биде као протестен митинг во центар, значи ќе се одвива на неколку локации низ градот. Така да ќе информираме за детали. Фала многу.